Работна сила во државата има се помалку, а пензионери се повеќе. Добар дел од нив сакаат да работат и понатаму, но законската регулатива им е главна пречка. Се плашат од казни и други законски последици, иако ментално и физички се чувствуваат добро. Има многу што сакат и се способни, мислам, што сакат да работат. Ама власта, тоа си е закон, тоа е тоа. Веројатно има. Има, како нема. У цел свет го има тоа. У цел свет можат пензионерите да заработат. Особено тие со ниски примања. Ова е добра информација за стопанството во државата, кое веќе долго време страда за работници, а ангажирањето на пензионерите сезонски или повремено може да помогне, сметаат економистите. Во одредени сегменти од работењето би можеле. Иако според мене тоа не е трајно решение, тоа би било некој привремено, само за вршење на одредени привремени и повремени работи, а не и за постојано ангажирање на луѓе да работат исти едни работи. Но според социологиот Ѓорги Тоневски, ова е проблематична идеја. Во нашата социјална политика има една голема празнина, а тоа е забрана на пензионерите да се занимаваат со каква било активност по земањето на пензијата. Тоа значи дека вие сте апсолутно исклучени од процесот на трудот и тоа мора да се менува. Потенцира Тоновски. Според економистот аналитичар Горан Рафајловски, државата и во овој случај прави голема грешка. Срамно, неправедно е за тие што сакаат и можат да продолжат да работат да не земат барем половина пензија. Вели Рафајловски. Во однос на ова прашање, ставот на актуелната министерка за труд и социјална политика е следниот. А впрочем и во програмата на владата има дел кој што се однесува токму на тоа како да направиме после пензионирањето нашите пензионери, нашите сограѓани да бидат се уште активни во општествениот живот. И секако, штом излезат првите анализи, ќе отвориме една јавна дебата, ќе видиме кои се предлозите на Сојузот на пензионерите и на сите останати граѓански здруженија кои што работат на оваа проблематика и секако ќе го донесеме онаа решение кое што одговара на сите. Во Македонија за само 20 години бројот на постари лица од над 60 години се зголемил за речиси 130.000. 303.000 биле пред тоа, а 440.000 се сега. Од нив барем 10% се подготвени за половина работно време да работат и по пензионирањето. Според проценките на Државниот завод за статистика, на крајот на минатата година требало да има работно способно население од 1.682.800, но пописот покажа дека има 1.469.282, односно 200.000 помалку работоспособни. Како работоспособно население се сметаат луѓето на возраст од 15 до 79 години.